Јасмина Христова го има прашањето за денеска кое што е прво и вели како да почнам од skinny fat до fit. Дали со калориски дефицит или суфицит. За оние кои што не знаете, skinny fat се мисли на човек кој што нема вишок на килограми на вага, но не е добро конструиран од внатре, односно има вишок на масти. Во најголем дел тоа се висцерални масти кои што сериозно може да го нарушуваат здравјето и тие луѓе обично се, знаете, изгледаат слабо, но при тоа изгледаат и млитаво. И тоа е практично терминологијата за skinny fat. И доколку се случува таква ситуација, Јасмина, не постојат чекори како, нели, или дефицит или суфицит. Најголем причинител на skinny fat, така наречениот, е процесираната храна. Затоа што ти внесуваш калории кои што немаат добра хранлива вредност и тие калории, тоа значи премногу можеби лоши масти, премногу фруктозни сирупи и различни засладувачи кои што се користат во процесираната храна, преголеми количини на шекер, придонесуваат за појава на триглицериди, замастен црн дроб, висцерални масти во пределот на дигестивниот систем, можеби проблеми со производството на инсулин, затоа што кога се замастува црниот дроб, автоматски се афектира и врз работата на панкреасот. Така да, она што ти треба конкретно да го направиш е да не да одиш во дефицит калориски или суфицит, туку да ги смениш изворите на твоите калории. Да имаш барем 3 оброка во денот и да тоа биде квалитетна исхрана. Затоа што само на таков начин, кога ќе почнеш да внесуваш добри хранливи вредности, добри протеини, добри масти, растителни влакна во доволни количини, ќе почне телото да гради подобра структура и во превод тие skinny fat, односно висцерални масти, следствено ќе паѓаат, па потоа, доколку ти сакаш или паралелно со тој процес на менување на исхраната, почне и физичка активност. Најдоброто нешто за да дојдеш во некоја идеална телесна композиција, јас би ти препорачал тоа да бидат и тежински тренинзи. Не значи да одиш во теретана или во фитнес, можеш и дома да го правиш тоа со сопствени тежини. Постојат денеска и многу и видеопрограми и онлайн тренинзи со тренерите кои што пандемијата практично ги наметна како начин на вежбање. Така да соработка на добра исхрана и физичка активност во кој што има и тежински тренинзи ќе ти помогне да и создаваш нова мускулна маса и запамти и знај дека тоа е процес. Значи барем 2 години ќе треба додека видиш на вистина сериозна промена. А веќе после првите 3 до 6 месеци ќе ги видиш и основните промени, кај што можеби веќе skinny fat нема да постои во твојот случај.